ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, добри луѓе. Ете на нас повторно заедно со вас. И заедно со најдобриот бенд Ливеро Бенд, дајте на аплауз! Вечер за паметење. Вечер за една добра забава, вечер за едно вечерно шоу кој што се емитува на Алфа и се вика Вечер по 8 со Миро Кацаров. Останете бидејќи сте на вистинска телевизија. Ајде малце да се отргнеме од оние секојдневни теми кои што најчесто ги наметнуваат нашите информативни програми, кои што најчесто разговараме за оние, како да кажам, инфлации, разговараме за политика, но овде го немате. Овде ќе разговараме за македонската музика, овде ќе се смееме, овде ќе се шалиме, овде ќе има хумор и сатира и овде ќе се најпопуларните јавни личности на едно место. Ние почнуваме токму вака и токму сега. Народе македонски! Дами и господа, една наша млада, надежна пејачка. Пејачка која што доаѓа незиното време. Пред неколку недели имаше и промоција новиот сингл, нов спот, нова песна. Имаше искуство или имаше можност да биде со едни од најдобрите пејачи во еден проект кој што шеташе низ Македонија со најпопуларните македонски пејачи. Кажеме после проектот како се вика и што се случуваше. Сега, овде сме да ја промовираме заедно со едни постари колеги кои дефинитивно се најдобри во тоа што го работат. Затоа на моја чест или на моја огромно задоволство треба и нејзино да биде. Ја поканија Марија Спасовска во Вечер по 8 со Миро Кацаров. Ги сретнав кај железничка, кај нова железничка, и има исто долги коси, минус 10-15 килограми, исто беа и тогаш убави, има шатирани коси, исто беа вака сложни како што се сега, модерни, дотерани, ги има тогаш неубавите девојки, и тогаш видов потенцијал, ама не го слушнав. Кога веќе почнаа да работат, кога веќе почнаа да свират, кога веќе почнаа да пеат. Одма направија бум на македонската музичка сцена, беа на Евровизија и од тогаш до ден денес ги редат најголемите македонски хитови, голем број на македонска музика и македонски песни станаа популарни, токму поради нив. Стефан Растура пее, Мартин Растура свире. Една добитна комбинација кој црно и бело. Мартин и Стефан од Next Time! Човеков се разбуди. Он се буди втората емисија. Првата е некако му е, знаеш, тоа му увертира. Третата веќе го нема. Трето го бараме. Празно му е место. Има проблем кај Next Time. За Интер навиваат и двајцава. Мислам Мартин навива за Интер. Јас сум како? Стефан, ти Јас сум повеќе. Барселона ја почнаа. Ама па вие исти се све и истин тим имате би. Тоа е. Нели чекај, с кој сакаш Роналдо? Ја, ама бразилец. Вистинскиот е вистинскиот Роналдо. Да, Такви фейкери. Добро, тоа беше лошо бидејќи јас сум миланист и онака тоа некако не ми иде како што треба бидејќи они се интеристи. Добро вечер, добро дојдовте во студиото на Алфа Вечер по 8. Добро вечер. Кај си бе, Миро? Абе, значи 100 гости покани, нас никогаш не се јави.
Гледај го сега. Ти го кажа. Гледај го Ти го сега. кажа. Ја викам Види до го нас сега, ли е во. до што е работа? Види го сега. Прво, гледај сега. Прво ти дојде, затоа што Стефан сакаше да дојде. Ти ме Добро, откачуваш јас сум, да. јас се влечам. Ти ме откачуваш, не е време сега. Треба да направиме, па што ќе кажеме. Стефан ми кажа, Миро, пошто почитувам, пошто долги години си на естрада, број 1 си, број 1. Така е. И ние вика, а се бираме и треба да бирате и пошто си најак и доаѓаме у најакот Ми се студио, јави да најакот одобрам. место. Ми се јави да одобрам. Да, ми кажа. И вика, и се договараме. И викам, сега договорено ли? Абе чекај, вика Мартин, да го слушам, ќе ти кажам после што сипал. И стварно беше така, ето, да одобрам. Така се си одобрувате? Не, реално сега, шал на страна. Па не може сега, ма. Да, добро, не може Во сега. врска со Кај ти отиде мозокот екстремно. на тебе. Добриот и лошиот полицаец. Кој е добар, кој е лош? Не знам, се менјаваме понекогаш. Не бе, кажи сега Стефан. Ја Многу е мислам дека тесно, човек. јас сум подопуслив за некои работи, Мартин е по на кочница иде. Меѓутоа не мислам дека и тоа е лошо. Треба да има некој контраст. Да, треба, нели вика Знаеш, народно баланс треба, да. Жолто, зелено, исто како твое. Да, а знаеш што ме интересира? Никој пат не сум ме прашал, Не сте сме у биле иста облека, не сме у иста боја. мои многу пати гости од другите емисии телевизии. Кој е покане? Марти. Абе, тоа не можеш нас да не прашаш, треба луѓе знаеш, да ги прашаш такви прашања. Од фудбалска перспектива, Мартин. Ја мислам дека Мартин, па и имаме Стефан Ками, они уживаат да таков. Он е плачко у фудбал. Кој е плачко? Он Стефан. не дава, знаеш, дуел игра такви работи. Културен дриблер, не е плач. Па ете, првото прашање вика кој е двајцата прв попушта кога се скарате и зошто начин да се карате? Кој прв попушта? Моментално сме скарани, ама уште не си попуштаме. Се зашто се стрчкавте? Озбилно? Братски. Братски, да. Неки ще Карање. нешто да направиш, а? А, па не знам, имаме секој, знаеш каква дилема кога креираме некоја нова песна, Добро. зашто не бил толку инволвиран во песната? Душа зла. Зашто све по Па Стефан, комплекс му правиш цел живот си напред, бе знаеш што човек. вика, зашто мора све по твое да биде? Ма не, управо е, маки управо си, мајке. Ама види, јас знаеш што му викам, јас сум пеач. Ја кога гледам публиката, и како што ја гледам публиката, ти не ја гледаш. Ја точно знам можеби публиката што сака. Ама и овој така се понаша. Он гледа во добро, бе. гитарата. И Иван така се понаша. Па не Ви пресо прстот вака слушаш. Фронтменски се понаша исто како тоа што го збори, а сега децата исто се нели многу битни кога што е битен од групата. И сега гледам ово искачо и они се тие. И знаеш луѓето секогаш вас ве доживува тебе и Иван, а позадински кога ќе видат дека суштината е многу побитна од позадина. Ама вие па ја така, браво. Или една Браво. за да направиш куќа ти треба и нели подлога, така. Па да, па јас не, па тебе не те фалам, не ти фалам. Значи Ја мислев работници ги јас кажам. зборам за бенд, што е бенд. Значи за секој успех стои голема позадина, ме сваѓаш, не е само една индивидуа. Тачно, Сваѓаш. ама нели луѓето најчесто вас ве гледат, вие сте тие што како нели сите очи се вперени у вас. Добро, на крајот од денот, ако имаш добар бенд, добра музика, а пеачот или фронтменот да нема енергија на согласувам. сцената, onda џабе е све. Апсолутно, апсолутно. Ке си најдат нов пеач. Да, тоа е мечот за Острици. Така да Иве одличен. Маки, кај си? Еве, Се офриш? ве чекам, сака да ви се уклучам во темата за фудбал, ама реков ајде да ќе Што кажи ти, за кој си? Јас сум најголем фан на Барса. Најголем фан. Ама ти за Меси, ти Меси го знае, кој Има се... врска, Што? јас Барселона ја следам, добро, Меси играл кога почнав да ја Добро. следам. Од 2013 година, че 8 години сум имала, ја почнав фудбал да гледам со татко. Браво! И сега кој нам сум научи допаѓа, најголем ја знам. страстен. Ламин Јамал. Па Јамал ми ја скржав малку искрено. Педри си го фаворизирам. Педри Педри ми ја сега држи се врати Барса. и Гави. И Гави, да, Да, после сега си повредата. добри. Рафинја исто така, Рафинја. голманот Гарсија не спаси милион пати сезонова. Абе, девојче за фудбал, дајте на гол! Ти изненади. Маги, како се менуваш ти како личност додека растеш пред публиката? Ете. Значи 20 години си, буквално убаво е поставено и дефинирано прашањето растеш Да, пред баш публиката. така. Како се менуваш како личност? Дали ја познаваш на пример публиката која карикирам, кога ќе идеш во Штип, кога ќе идеш у Тето, дали се менуваш според начинот на овации, според начинот како те доживува публиката или објасни ми по твое? Па се уште немам
некое толку големо искуство за да знам Имаш изградено мислене, да. Да, како да се однесувам спрема една или спрема друга публика. Единствено што учам и сознавам со текот на годините е дека треба да сум своја каде и да бидам, каде и да сум. Енергијата да биде постојано на ниво и да уживам во процесот на созревање. Голема сцена воопшто во кариерата, Да. па дефинитивно детската Евровизија до сега е мојата најголема сцена на која што девојките од Макс Models, да, за детската Евровизија. Види како види што значи да си вечер посум. Ние имаме и детска Евровизија представници, имаме и представници од возрастната Евровизија. Кажи ми, тоа ти донесе некој бенефит реално, сега пари не, нормално, ама ти донесе Кај знаеш ти може и пари да. не ми што донело. тебе донесе пари Евровизијата. Ми донесе, види кај сум денес. Гледај, у Солун живее, ужива. Станче 300.000 евра. Шлап. Како ја не се пријав на детска Евровизија. Види. За некој наслов тука. Види го. Не, озбилно, што донесе Евровизијата? Ми донесе многу сознанија за животот. И кариерни и лично за мене. Тоа беше навистина искуство неспоредливо со ништо од животот до сега. Буквално излегов од мојот таймлайн, 10 дена живеев на различен свет. Свати дека за успех, за големи сцени треба многу труд, многу луѓе, многу тимови, Тоа што го љубов. зборевме и претходната емисија, да. Дефинитивно. Значи за добра кариера треба добар тим. Дефинитивно. И многу денови работа, ништо не е така. Тоа е се осмислено со денови напорна работа. Така да, дефинитивно евровизиската сцена ми помогна и во однос на пребродување на трема, настап пред 20.000 луѓе на 13 години воопшто не е за Иван, играчка, да речеме. а би се пријавила на пример на Евровизија во кој што, нели, ако што кажа возрастна Евровизија би била повторно? Да. Да? Да, таа сцена кога ќе застанеш еднаш, ако имаш убаво искуство, не сакаш да се симнеш од неа, така да се надаме дека ќе се вратиме повторно таму и дека така имам некогаш можност да ја представам Македонија. Мартин и Стефан, многу ми некако созреавте. Остаревме, сакаш да. Не созреавте. Дали вие го мислите истото? Еве се јас ќе си земам за право самио да се не да генерализирам, но да направам една категорија у која што јас вас веснав. Дали мислите дека музиката која што е преработите тие македонски песни, изворни, народни, тој фолклор кој што го употребувате на модерен начин, малце да направи позрели, иако вие сте музикални, нели тоа никој не може да го оспори. Но мислам дека тие проекти ви се луѓе феноменални, дека тоа едноставно што го направивте, а може би никој не може во Македонија после Тош и после Божилак. Тоа е мое мислене, па ќе кажам јас. Разлика во вкусови, добро, фала ти. Разлика во вкусови, меѓутоа ти благодарам. Се ипак нели и Марија пееше обработки, некема да се ставам во позиција дека Не, тоа е мое мислене, види, и Либеро, тоа се изузетни музичари, но начинот на кој што вие ги донесовте тие песни, као нели со времето, Добро, таму година почнав, 2015 почнавте. од 2000 Од ја излези Ѓурбо. 14 на крај декември. 14. Почнавме како млади нели артисти кои што потоа веројатно со годините дојде тој тренд, можеме и да кажеме сигурно дека после нас, кај младиве. Па тоа го зборам, значи. Иначе по старите ги пееле тие песни, меѓутоа ги пееле во првобитни или во оние Кој ве верзии. даде таа идеја? Ние дававме идејата, да, го контактиравме Никола Мицевски. Сметавме дека тој интелигентна идеја. дека тој е способен тоа да го реализира и не сгрешивме, да ти кажам прави, до ден денес сме тим што Вити, Стефан, Мартин, луѓето, еве и Либеро, вие сте со долги години на естрадата. Нели порано луѓето се срамеа некој кога бевме млади, кога бевме као ставени во кремот, имаше некоја култура кај нас и техно, и транс, и некако хип-хоп култура, и си скачаш у хард-рок у недела, Колосеум, Четврток, казок. Некој од луѓето се срамеа да ги пеат старите македонски изворни народни песни. Некој беше срамота, нели, тие песни кои што и вие ги пеете и кои што они ги донесо. Тоше кога направи Божилак, ги воскресна песните, нели, на Бадев, на Сариевски и така натаму, и сега вие кога направите тоа веќе почна тоа да станува тренд. Добро, Согласувате бе луѓе? Ти ја да некако генерализирам, а дали е така?
Може би идејата не беше да се постигне некој успех со ова што го направивме, но успехот си дојде само по себе. Што викаме ние несакајки. Љубовта према една песна го створи целиот уствари проект. Која беше таа песна? Ја за Ѓурѓо беше што се вика наша фамилиарна песна, тоа е песна за баба ми Ѓурѓа од село Бабино. Не е наша, ама фамилиарна. Јасно. И тоа беше И вие сте си ја пееле дома фактички на Слави. Тоа беше причината да Стефан дома земе да отсвири на пијано и да му даеме на Никола Мицевски да обработи као што и замислувавме, затоа што Ами секогаш спотов е многу сакавме. добар, имате инвестирали. Вие фактички почнавте да инвестирате и у спотови како Па добро, мини. види, ако ќе фатиш добра тема, добра музика, добро се мораш и А кој е по-пицикато таму, ти или Стефан? каде? Па во начинот на работа, на спот, на продукција. Фајцата сме. Мислам во спотот Мартин, во во видеото музиката јас ја сум. повеќе. По музиката он Ги делиме работите. Али, Така да, тоа. знаеш што, младите, да, може би до тогаш нема нека навика да слушаат таква музика, меѓутоа сметам дека убаво го спакувавме тој звук за да им се допаѓа на поширока маса на луѓе. Затоа што со, нели, како што викам, првобитниве верзии, имаш каде што ги слушаш на свадби секој ден во таква верзија. Така Ние е, сметавме дека така е. македонска музика заслужува да се направи, обработи во едно филмско издание, нешто така. Така е. Оркестрално, филмско, само што Со разликата модерни беше принеси. што има и вокал. Сега немавме стварно никакви очекувања, затоа што ние бевме навикнати од два поп албуми имавме заедно тогаш. Точно. И бевме навикнати да правиме песни каде што Ма вие направите песни со Тони Зем. еден збор ќе се памти во цел Наше рефрен, ме мало. сваќаш? Да. А оваа Ѓурѓа си игаме како оваа песна ќе стане хит. Не ни мора, дај да се испее. Така беше и затоа Мартин како што вика, кога ќе правиш нешто со љубов, шансите за да постигнеш успех ти се поголеми. Дали денес е потешко да се биде со бенд отколку соло артист? Што мислиш ти? Еве и Либеро. Па, јас не сум имала искуство со бенд, така да лично искуствено не би можела да кажам. Веројатно бендот дефинитивно е голема поддршка и некогаш е и подобро да се има повеќе глави што размислуваат во иста насока. Нели секако тоа е една кариера на некој начин. Тие се еден бренд кој што имаат едно лице на естрадата и полесно може да се борат со субјективноста на човекот. Види како размислува малата човече. Многу јак речник има. Да, би го зема Се зборот. осеќам неписмен покрај. Види како ја преска ја гледам и дури некој ми доаѓа, не убаво да ја прекинам, пошто гледате, мене дома ме караат, ја овек прекинувам гости, толку некултурно страшно, но не дека ја прекинувам, мене ми тече исто мисла и сум брз. И дома Мирославе прекини, ја затоа ја дома емисија да не ја гледам со мои, тоа се критичари, не знаеш како. Миро не го прекинува, не го прекинувам гости на луѓе. Јас само ми тече мисла, сакам потпрашање. Сакаш да има флоу. Да има Ти флоу. усвари не слушаш, него сакаш да Ти знаеш, не гледаш како знаеш ти. А ти имаме одлични музичари. Сите два се музичари, немаме актери, немаме политичари, немаме водители како мене. Дали може малце музика? Тоа што најдобро го знаете, Може. стената е ваша. може ли Ќе да дамате? испееме, ќе Или сакаш испееме. направо? Сакаш да испееш прво? Може, зашто да не? Која песна? Најновата. Најновата. Седа ти. Стената е твоја. Благодарам. Зошто прошета низ мојот живот баш ненамерно? Како да засакам друга душа сега посилно? Како да посакам други очи толку наивно? Каде да пронајдам ваква страст повторно? А ја знам за себе, се знам, само едно никако не знам, како да испари ваква
ваква честна, како да излезам од ваква бездна. После тебе ова тело бара седати, зашто само ова срце не ке преболи, ке те чека, ке те жали пак со денови, зашто светот мој само ти, ти си ми. Со тебе сонувам на сон, барем дојди ми, сите тајни што ги сокривам ти откри ги. Јас го барам твојот лик по секој мој здих, зашто светот мој само ти, ти си ми. Ти си сега ти, сега ти, седај ми. Со тебе патувам, кај што сонцето не заоѓа. Кога те бакнувам, на друг свет се наоѓам. Како да продолжам без твоја душа да допирам? Еј, ова нема заборав и ништо не го собира. А јас знам за себе, се знам, само едно никако не знам, како да испари ваква честна, како да излезам од ваква бездна. После тебе ова тело бара седати, зашто само ова срце не ке преболи, ке те чека, ке те жали пак со денови, зашто светот мој само ти, ти си ми. Со тебе сонувам на сон, барем дојди ми, сите тајни што ги сокривам ти откри ги. Јас го барам твојот лик по секој мој здих, зашто светот мој само ти, ти си ми. Ти си сега ти, сега ти, седај ми. Ти си сега ти. Сакав да ти кажам нешто одамна. Нели мислиш дека е доста? Оди бегај ти од мене, време да помислам малку и на себе. Бакнеш преградки, како да беа болни, ни деновите не ни беа добри. Оди бегај ти од мене, време да помислам малку и на себе. Те оставам без ничего да ми трепне, те оставам, се сватам што сме биле. Те оставам, се набивам сам со себе, не верувам и јас во тебе. Премногу зборови кои ме гуша и премногу бакнежи, но без душа. И немам сила за ништо веќе, време да помислам малку и на себе. Те оставам без ничего да ми трепне, те оставам, за да сватам што сме биле. Те оставам, за да бидам
ми трепне, те оставам за да сватам што сме биле. Те оставам за да бидам сам со себе. Не верувам јас во тебе. Сонцето ден, што го позлатува. Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета соно на криле стар. Сите можни чудеса во светот на бајките живеа. Таму е толку волшебно, лета соно на криле стар. Сите можни чудеса во светот на бајките живеа. Кога заоѓа сонцето ден, што го позлатува. Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета соно на криле стар. Сите можни чудеса во светот на бајките живеа. Таму е толку волшебно, лета соно на криле стар. Сите можни чудеса во светот на бајките живеа. Браво, 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 дайте на аплауз, next time, Liberament и Марија, дами и господа. Ова се посебни емоции кои што се доживуваат само во оваа емисија и на Алфа телевизија. Останете се, враќаме веднаш. Еј! Макс Моделс и Елена Лука, па не имали болја комбинација. Врштење. Вриштење, има еден збор Малце газење. звучеше саркастично, ама стварно не беше саркастично. Не бре, кој ти кажува типа одма на саркастично Па нешто добро. помисли. Денеска ти кажам не за помислат другите. еден убав муабет и тоа си насмеана, Да. расположена. Ти како си? Одлично. Како и секогаш, Како кажи. и секогаш. Како и секогаш, така е. Паша, како беше? Паша, и ќе видиш како цар. Како Миро бе. Паша и ќе Таве бидеш. све како Миро емисијава. Ние тука за што сме интериер. Аман вижда тај Миро. Дами и господа, next time има да кажат нешто многу интересно, бидејќи во моментот работат на еден голем проект, кој што ќе ви го образложи Стефан во кратки црти или Марти. Повели Стефан. Да, ќе правиме концерт голем во Борис Трајковски 27.11, значи 27 ноември. Покана до сите Ја мислам љубители дека на уште еднаш македонска- ќе ми дојдеш од тогаш. мора Затоа што да втора, дојдам, втората сезона стартува заборават. од октомври и заборават. Не. Дами и господа, некако сите свативме дека македонските изведувачи ги полнат салите. Овие прекрасни момци верувам дека ќе ја преполнат салата затоа што ја пеат македонската музика, веруваат у Бога и нивниот квалитет веќе долги години е на високо ниво. Јас како индивидуа и ние комедиум вечер по 8 со Миро Кацаров, да знаете секојаш ќе стои позади вас и пред вашиот концерт. Не забравяйте, дами и господа, новембар 27 ноември, така? Да, 2026. 2026 next time со голем концерт во Што во? Во Борис Трајковски. Борис Трајковски. Јана Сапански веќе ви е мала, ја наполнивте таа. Па голема, меѓутоа, еве сега
сакаме да се испробаме во Борис Трајковски и веруваме дека ќе Ја мислам дека добиеме вие ќе беше поддршка. први што ќе наполневте Борис и Јане. Ја во Јане Сантански бевме први артисти што направиле Што концерт. направи Јас же концерт бев на воопшто. концерти со семејството, да. Во Јане Сантански бевме први што почнаа со концерти. Дај Боже. Па ја ти викам ќе бидете први, ти сега не звучи скромен, кога не си скромен. прати го. Абе не биди скромен. Концентриран е цело време. Слушаш? Исто така водител да не ви треба, да. Да, без пари бе, без пари. За репутација. Исто како што дојав ја во емисија без пари. Видиш, тоа е другарство. Ама чекай, у бекстејџот ќе си добиеш, па ти што кажуваш? Досадно е девојчињата, ја и ти може да си правиме муавет и на телефон. Ќе се чуете после, ај. Да. Ќе започнам со дамата. Како ти влијаеше настанот на јуниорската Евровизија врз твојата самодовер? Дефинитивно тој настап и целокупното искуство од детската Евровизија ми влијаеше многу позитивно. Меѓутоа, исто така можеше тоа да биде и меч со две острици, со оглед на тоа што можеше и целосно, контрастно да го сватам тоа искуство и самодовербата да отиде во само бендисаност. И многу ми е драго што тоа не се случи така и ја гледам таа одлика на нарцисоидност, егоистичност воопшто да не постои во моето секојдневие. Повторно такви зборови. Ја прекинувај. Ама ја не можам да ги разберам. Ја прекинувај. Татко ми рече, Марија, ќе ни треба водител за која ќе да гледаме на телевизија. Не водител преведувач на твоите зборови. Добро, тоа е Продолжи, Мато, зошто се засрами, Кој ја продолжи. прекинуваш? Ама за убаво ја прекинав јас. Да, дефинитивно и самодовербата е нешто кое што сите треба да го имаме без разлика на тоа дали се занимаваме со нешто јавно или не. Самодовербата е една сила која што внатрешно ќе не движи во животот и нормално е дека сите се соочуваме со трема, со искушенија, со падови и така натаму, но никогаш не треба да забораваме зошто сме тука на светот, тоа е да уживаме во секој ден и нема причини зошто да не сме самоуверени и да веруваме во себе. Така што дефинитивно детската Евровизија ми помогна во тие некои прашања во глава и многу позитивно ми влијаеше. Ти благодарам. Дали повеќе се водиш по емоција или по тренд кога избираш стил? По емоција. Јас многу ретко следам трендови, што можеби не е добро во денешното време, затоа што трендовите секогаш повеќе внимание привлекуваат. Но јас сватив дека мојата кариера ќе ја градам исклучиво врз тоа што сум и дека нема да се препробам и да правам лажна слика само за популарност, затоа што воопшто не се наоѓам на сцената за популарност, туку да уживам во музиката. Така што доколку луѓето ја препознаат уметноста и емоцијата во мене преку мојата музика, тоа е мојата мисија на сцената, а популарност подразно воопшто не ми е потребно, морам да кажам. Така што, ете, емоцијата секогаш за мене победува. Ајде бе. Дај индексот. Као професор. Да не се фалам, ама... Учителот е тука Класниот е... Не, класниот. Не ја пратиш класниот, не ја пратиш ситуацијата. Класниот чудонавиден, мре, шат ти е мре класен исправи, да. Си ја знаеш. И од тогаш ли беше вако, не може... Јас сум зборел, види бе кој збори, што денава се види не може да прекине. Да. Као навиен. Уште едно прашање за Марија. Кој момент ти беше пресвртница во кариерата кога свати ова е тоа, сакам цел живот да пеам? Па, кога почнав да ги создавам моите дела, сватив дека музиката за мене е многу повеќе од само хоби. Тоа е буквално мојата движечка сила и е начин да ги канализирам сите мои енергии, позитивни и негативни. Кога творам сум комплетно своја и дури кога сватив дека авторството е дел од мене, дури повеќе му дадов светлина и фокус на тој дел од кариерата, така што ете дефинитивно кога добив поддршка од нашите прекрасни аранжери, продуценти во Македонија, кога ми рекоа да Марија, не е лошо баш да го правиш, тогаш сватив дека вреди да се пробам. Ти благодарам. Абе, ја постои ти next time емисија. Сега преминуваме на Брат, ние сме Тамите искажени. имаат предност. Треба младата пејачка, младата дама да се искаже. Ако збориме, ќе ни се смеат. Не, врска нема. Ние уживаме. Марија кога збори, ние уживаме. Многу комплименти, Мацов, дури ги мислам дека веќе се дволични лидери и next time. Знаеш колку комплименти добив Да, доста врска вече. нема, дајде. Иначе, Миро, да ти кажам, Кажи. прегеска баш зборевме со Марија. Добро. Со Марија живеевме во иста зграда. Ама и иста фамилиарни зграда. пријатели сте ми кажа. Она беше многу малечка, Да. ние кога почнувавме да пееме. Бебенце буквално и сум им досаѓала, дома сум им настурала. Имаме слики. Само се оселија, сега не знам Имаме каде, слики. сега не Само знам каде може живеат, да ама исчезнат. Значи, вие се си знаете приватно. Да, Да, да. ми Ја кажа знаеме Васко мала, Преска, да, мала, да, да. заборев, јас многу Само информации тогаш не денес. збореше волку. Да, Тогаш не зборе више. Ако Сум значи гукала со еволуцијата... звуци некој. Тоа е
Добро. е пресудна. Да. Епа да продолжиме. Како што сите знаат, вие сте нели браќа, епа дали некогаш имало некоја кавга околу музиката која што некој од вас ја сватил толку многу лично што дури сте помислиле да престанете да го правите тоа што го Секој правите? ден. Секој ден. Не, ти си къне. Добро, ти му се види. љутиш на Стефан, не ти се љути, ја те гледам по очите. Очите ги издават луѓе. Алергија имам, брат. Да, бе, да. Погласно, кажи, Мартин. Нека каже оне, као помал. Како што кажав, има, да, има, тоа е нормално. И си викаш, иди у прв ма више не свирам со тебе. Кога креираш едно дело, нормално да има несогласување, затоа што ја и он сме, иако сме близнаци, сме различни. И како што кажав, Мартин едно сака, јас сакам друго. Јас сметам дека малце мислам дека повеќе мешам што сака публиката и што сакаме ние, а он повеќе сака да има тој гитарски дел, како што кога бевме со долги коси. Да. Што и не викам дека е лошо, Апсолутно. меѓутоа сметам дека сме во една етапа кариерава каде што можеби треба да не импровизираме премногу. Тачно, ти можеш и да не се појавиш за нареден пат, но тој гитарски дел, пошто сега сме таа етапа. Сега се тандем со Николче. Ја викам со Николче Николче, истече. да. Гледаш ли? И мене ме тргна. Ја па ја кажам, каменот Кога ќе близко изади да. тоа хармониката ми се плаче човек. Да, искрено се. Он си сака рокче, да. Викам до кој дереже стигнав. Јас сакам рок, меѓутоа, види, созреваш. Заветна иде и сега вика чеке вие трнете се ние. Ти дечко со гитарата има се. Настрана Не дечко. лежи викава, не лежи вика да има гитарски, знаеш, бумњеви, вика само Да, Николче така вика, мора не лежи тука тоа. Мора не лежи. Ако еден од вас сака целосно нов стил, а другиот не, кој попушта? Стил во како музиката стил? стил. Нешто ново. Добро, Мислам дека Мартин. Знаеш, најде, Мартин браво. попушта. Као за прво телевизиско. Мислам дека Мартин попушта. Како што кажав. На крајот од денот мислам дека иде повеќе на тоа што вокалот полесно може да интерпретира. Дали чувствувате притисок дека мора постојано да носите порака во песните наместо само да правите музика за забава? Па ја мислам дека секој артист во Македонија осеќа чувства притисок кога компонира затоа што многу е тешко да пласираш идејата на која сцена припаѓа. Ние сме определени на поголема сцена како општини, концерти и такви работи. Клубовите се решивме да ги тргнеме на страна затоа што мислиме не да ги баталиме, мислиме дека Не можеш да ги врегаш, некој ще ти дава леп. Види Миро, премногу касно почнуваат тие свирки, нас ни се спија. Спанковци сме. Викам, дај нешто пред 8 што почнува. Па вечер по. Ти ќе си дојдеш тука си звириш. Кај дај, види се. Ти дој си пад наредната недела, па не си лош. Малци имам, слушаш ги. Да, ама ќе си дојдеш со гитара, а овој со Николче Мицевски наредната не га дојде. Иначе да, така е. Многу е тешко да се компонира овде, мислиш на публиката, емоциите се друга работа, но на крај кога ги склопиш тие две работи, искача или хит или нешто што ќе го слушаат сите за добро. Да се надоврзам, никогаш не сме почнале да креираме едно дело со цел леле ова мора да биде апсолутен хит или забавна музика. Сакаме да има една приказна во нашите текстови, затоа што кога пишувавме во тие два албуми од 2008 до 2011 кога ги креиравме, претежно бев текстописецот на дел од песните и тргав од мојата животна приказна. Што сум доживел, што доживел мојот другар, што доживела мојата другарка, ако сум имал другарка. Меѓутоа, сум сакал да кажам една приказна, не сум сакал само метафорично да се изразувам, за да покажам дали имам богат начин на изразување или немам. Едноставно сакав да кажам, ова е мојата приказна. Ова емисија сите зборуваат ново, немај се, они си гледаш дека они зборуваат, имаме време, вако докажете се. Ако бе што ти? Ти сечи брат, ние ги кажуваш сечи после. Ај, после пак ми разборам. Ама види луѓето, Вака остани топ ќе видат сите. види луѓето, знаеш што? Луѓето
Сакаат да чујат нешто. Знам, се шалам, пошто на мене ми се качате на глава многу со збора. Дека ми искомплексиравте дека Има уште стварно праш- многу збор. Не, ти кај спонзорите заглави многу. Да. Ама тоа леп јадам. Требаше да скратиш некој. Ама леп јадам. Две деца малолетни, ама тоа Да, брат ми. да. Дај некој динар. Види, затоа компромис мора да направиме. Ние од фановите живееме, ти од Добро. спонзорите. Добро. Значи мора нешто да кажеме фановите да слушнат. Тачно. Ти Може ли спонзорите- сега не по некој поклон да добиете вие? Може. Ви благодариме многу. Кој е нашиот прв поклон? Со кој да почнеме? Да. Црво Експрес, тоа се нашите спонзори кои што викаат кај да се возиш, кој да те вози, треба Црво Експрес, најдобри. Патувајте со наспевка и стил Црво Експрес, има тури што ќе ви биде најудобно, најбрзо и сигурно. Подоцна ќе дојде газата на Црво кај што ќе подели по некоја смешка и тура. Ова е Мик Свети Николе, да, моите пријатели кои што имаат искуство, квалитет, традиција, дури од 1960 година, драги македонци и македонки. Единствените Мик Свети Николе, стар квалитет, нови современи дизајни ширум нашата земја. Не си играј, купувај проверен бренд. Мик Свети Николе задоволство во секој залак. Нашите генерални спонзори земипари.мк. Вика вака, земи си време, земи си пауза, земи си пари. Кога ќе ти требат многу едноставно, земипари.мк. Ако те мрзи да сурфаш, имаат филијали низ цела Македонија. Земи си пари со 0% камата. Исто така, ако веќе земаш пари, земипари.мк, сусни си. Слушај, ама И нема ти си овде ги- пари бе брат. Абе ти кажав во бекстејџот. Да, Аджико Home Center. Штип. Куманово, Гевгелија, Скопје, Рамстор. Имаат се што ви треба за вашиот дом. Градина, Како ќе се домаќинство. однесам до Солун, Миро? Што? Треба да патувам вечер, како ќе се однесам до Солун? Ништо ќе му оставам на моите Некој подароците. до Киселово да ќе патува вече. Кој си има парички гледаши. Брат, ова е попусти, Дека одземи пари специјални за клуб тоа. цени, Аджико 4 локации. Дами и господа, морам да ги потенцирам и нашите Pet Royal едноставно решение. Луѓе, регистрирайте на време. Немајте после истечена ми е, немам осигурување, а немам ни многу време. Pet Royal, Скопско, Ново село. Pet Royal се на едно место, брзо, лесно, без стрес, убедливо најповолен технички преглед и брокер кој брзо и лесно ќе ви понуди осигурување за вас и вашето возило. Не заборавајте, Pet Royal ви нуди и ви дава гратис. Дали 10 литри гориво или што, ќе проверете Скопско Ново село Pet Royal. Игротека Томи. Секој рогеден ќе се памети или роден ден. Во Томи спојуват игрите, забават и елегантниот амбиент, завршена прослава. Нема и мали и големи во Томи, сите се весели и насмејани. За возрастните има кафе-бар, а за немалите или немилите наши најдобрата игротека. Има само еден проблем. Термин на време. Игротека Томи Киселавода. Најдоброто е тоа што сите ние сме деца во душите. Во игротека Томи дефинитивно ќе си поминете најдобро. Ресторан Цезарица во Илинден. Нема што нема. Од вкусно и повкусно. Организира и секојдневни забави. Исто така сите оние кои што се заинтересирани за добра храна и малце да се избегне гужвата во Скопје, Цезарица во Илинден е најдобриот ресторан. Мобилзон, галантерија, тата мата, продажба на нови телефони, полови телефони, откуп на вашите телефони, замена за старо ново, сервис на телефони, се во центарот на Штип. Како што кажав, да не заборавиме некој, да не се налютат. Аутовелт, моите пријатели, најдобрите во Македонија, не верувате во тоа, баба го возела нов Мерцедес, нови патосници, малку километри. Најголемиот плац за коли, за поволни, за луксузни се наоѓа во Кочани Аутовелт. Многу едноставно, и гарантира и одлични и сигурни возила. Најважно од се, ти нуди и замена, старо за ново, а исто така, ако немаш доволно пари, ќе ти обезбедат рати на лизинг, тоест рати и лизинг. Аутовелт во Кочани, како што спомнав, мене после овие емисии ќе ми треба малце вистинска пауза, а тоа е најдоброто Магнезиум Медикален спа центар. Кога телото и умот ти го бараат тоа. Тоа се наоѓа во Виница, термоминерални бањи богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски аум, релакс соба, солена и базен со солена вода, Магнезиумен спа. Ако е води во Штип патот на вашите жени, нашиот Divine козметички центар ви нуди ваучер за што и да ти треба. Имаш за солариум, а солариумот е
Има и мадеротерапија. Сакаш за мадеротерапија или некој ако имаш уште пријател? Озбилно. Чека, ова е различно, Марти. Да. Да не добив нешто што... Ова ти е електростимулатор. Ова за тебе. Солариум. Медицински солариум и вика кој е тотално безопасен и без никакви последици кон клиентите, само во Divine козметичко студио во Штип. Имате ваучери? Еве, дај. Колку месители да ти ги дадам, чекај. Па, двајца далеки идеме се. Сакаш и... Да, на Марија. Па next time ме рачуна како еден артист изгледа. Оптика Визус, автоклиника Фурка се грижи за мојата Ќе кола. се збунат, брат, едниот Пишеш, ќе плати, дај, другиот гратис. Автомата оптика клиника, тоест Дај- автоклиника Фурка. Да, Што од кажеш, нешто- што да ти дам, душа да ти Дај дам. бе, Ваучер за бензин, оперил, брат. тој, нели, бензин имаш. За оперил нешто сам. Од овој петрол, како беше. Бе, ги стига. Окабо се грижи за мене, а море мио лакшери бренд. Гевгелија, Outlet Mall, одлични цени на најголемите луксузни брендови. Може? Што се плашиш? Од не знам што ќе кажеш. Ајде. Мојата омилена песна заедно со оваа убава прекрасна. Повели, Либеровен. Гледам нешто јас во тебе, ке видам и да бидам слеп. Дали би дошла со мене, да ти го покажам цел свет? Сакаш ли да имаш се што си сонувала? Дали ти нагласил некој дека си убава, преубава? Јас ке бидам фин, добар и мил, спремен да те чувам и да те сакам. Само биди ти и дозволи ми. И да не следат црни облаци, јас ке бидам тука за да те сакам. Јас ке бидам тука за да те сакам. И времето да реши да не поплави, јас ке бидам тука и ке те сакам. Јас ке бидам тука и ке те сакам. Ке те сакам. Ке те сакам. Гледам нешто јас во тебе, ке видам и да бидам слеп. Дали би дошла со мене, да ти го покажам цел свет? Сакаш ли да имаш се што си сонувала? Дали ти нагласил некој дека си убава, преубава? Јас ке бидам фин, добар и мил, спремен да те чувам и да те сакам. Само биди ти и дозволи ми. И да не следат црни облаци, јас ке бидам тука за да те сакам. Јас ке бидам тука за да те сакам. И времето да реши да не поплави, јас ке бидам тука и ке те сакам. Јас ке бидам тука и ке те сакам. 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 Наша легенда! Джеси Саша легендо! Сашо легендо! Ја и ти браке се викаме. Па кажи на вие, не знам ништо. Ти која песна некоја од Next Time слушаш некоја песна? Па да, Која на пример? Таа знаеш ли? Ја излези Ѓурго. да. А друга која знаеш? Која ти ја свирев преска? Која му ја свиреш? Со сладкаристика, која ти ја свирев? Како Океани. беше? Преку океани, зимата не знани, Мато сум глупија за текстови, импровизирано, небитно. Повели Злато ме. Шо е тоа? Шо е твое? А луѓето го користат.
Не знам. Добрината. Твоето име? Ја ќе речев енергијата. Ја ќе рече па студијата. Секој човек има своја енергија. Така да може името се повторува, знаеш? Да, тоа збора. Дајте аплауз! Што имаме се? Лето, у Сончев брег Несебар си бил ли? Да. Убаво ли? Многу. Многу. Препорачуваш ли таму? Да. Да одат со тебе, да се возат најудобно, најбезбедно. Јули 26-та секој е непарна дата, август 26-та година секој е парна дата. Лето 2026 со Црво експрес кој што датира од 1992 година со 70 евра повратен билет. Вие сте во најубавите градови во соседна Бугарија, Бургас, Нова Поморие, Сончев брег и Несебар. Сите понуди за сместување се на нивната веб страна crvoexpress.mk. Лето кај нашиот јужен сосед 2026 неа Карикратија, Флогита, неа Модања, неа Потидеа, Калитеа, Кривопиги, Полихроно, Хањоти, Пефохори за само 50 евра повратен билет. Travel Agency или Црво Експрес организиран превоз од 8 градови секој петок, сабота и недела. Повратен билет важи за целиот период. Одење, враќање кога сакате. crvoexpress.mk. Да ми се чуваш и да го поздравиш Русе ни фалеше денеска, нели? Братскиот Русе. Ама на службен пат, кажи Само Злато. кажи му, не се вика Несебар. Се вика Несебар. Кажи го профилот на Инстаграм да Луѓе го од фолуат. друг град ќе отидат. Несебар е под на штивски. Несебар. А Несебар може да викате Несебар. вие од Ново Сте Лизич. били у Несебар? Батали. Не знаат, тоа. Ти благодарам, Црво Експрес. Дами и господа. Next Time концерт. Ноември 27 2026 година. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Не гостувате многу, ретки сте во гостување, квалитетни сте, се почитувам и така да остане. Ви посакувам Борис Трајковски да биде премала за вас. Ви посакувам сега кога ги се отвори 2 години универзална, па со повеќе денови да е полните универзална, до 7-8 пати да е наполните универзална, бидејќи братска ќе ви заврши. Ти знаеш дека во 2009 имаме наполната универзална? Првиот наш солистички концерт. Гледаш? Ти знаеш дека брат ти работи таму универзална сега, нели? Кој? Миро. Сварно? Знаеш ли што работи? Којте ќе правиме следната опа? Програмски директор. Провите. Марија, ти посакувам исто универзално кој се отвори да ги направиш најубави твои концерти, бидејќи бе прекрасна таа сала. Ки се употребува за Европска престојна на културата 2028 година, ки бе дел од тој мозаик што Скопје ќе ја представи културата на едно високо ниво. Имаш пред тебе уште многу. Да. Дефинитивно патот кој што го одиш го знаеш најдобро. Ти е трасиран, паметна, интелигентна, скромна, ведра, убава. Проложи понатаму бидејќи си вистинска на вистинското место. Баш ми е. Дами и господа, останете со Алфа. Не заборавајте, утре е 1 мај, да се поминете најдобро на целиот свет, да одморите, а сабота повторна реприза со една од најдобрите емисии до сега. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Ве поздравам до следно видување. Чао! Light, camera, action.